Од Србија, кој што се случи изминативе денови, не поттикна гласно да зборуваме за криминалното однесување на младите, за тоа колку потфрла родителството, за тоа колку потфрла генерално и образовниот систем. Што треба да направиме да ги вратиме младите во колосек, што треба да направиме за да добиеме здрави генерации. Ова е тема на разговор со професор Драгана Батич, доктор по психолошки науки, психолог, психотерапевт и накоридовен професор на Факултетот за безбедност. Добро утро, професорки, добре ни дојдовте. Добро утро, најдов. Тема која што е актуелна, за која што не стивнуваат реакциите и која што можеби добро е што не поттикна гласно да зборуваме, а треба да се зборува и ова требаше да се прави години наназад. За 2 недели во Србија имавме 3 случаи со смртен исход. Почна со малолетник кој што направи масовно убиство, заведнаш потоа да се случи, односно 2 дена подоцна убиството во Младеновац, пред само неколку дена момче да ја убие својата девојка. Сите сторители на кривичните дела се млади луѓе. Што ги поттикнува на ваква агресија, професорке? Ова навистина е шокантно и за нас како стручњаци. Кога ќе се случи нешто вакво, навистина нема единствен одговор, знаете. Повеќе фактори влијат. Истражувањата покажуваат дека факторите се делат на повеќе групи. Тука се индивидуални фактори, семејни, училиште како фактор, врсници и фактор на пошироката социјална средина. Во личните фактори, како се вршени овие истражувања? Истражувањата се вршени на голем број на испитаници и кои се следени од мала возраст, значи негде 3-4 години, кога може да се мери почнува, или да може да се мери интелигенција, темперамент, се слуша од родителите, импулсивност и така натаму. И тие се следат низ времето. За 5 години, за 10, за 15, за 20, да се види дали и кои фактори уствари влијаат врз криминално однесување. Кои од нив криминално ќе се однесуваат, односно ќе пројавуваат насилство, агресија и така натаму. И тие се така наречени проспективни лонгитудинални истражувања. Врз основа на нив добиени се овие фактори, нели? Кои што сите они може да бидат и фактори на заштита и фактори на риск. Например, индивидуални фактори, ако детето е интелигентно, образовано, тогаш не е импулсивно и така натаму, или пак обратно, нели. Во семејните фактори, во индивидуалните спаѓа, нели, и емпатија, социјално-когнитивни вештини. Во семејните фактори спаѓаат повеќе аспекти на семејството, од социоекономските фактори, нели, од образование на родителите, физичко казнување на децата, каков е односот помеѓу самите родители, нели, дали е конфликтен, дали е семејството функционално и дисфункционално, па се до занемарување и злоставување на децата. Училиштето тука представува битен агент на социјализација и многу е значајно. И важно е да се каже дека во ситуација и кога, да кажеме, семејството ќе закаже, тогаш училиштето може да се јави како заштитен фактор, во смисла, ако детето е интелигентно, добро учи, има поддршка од врсниците, од наставниците, да тоа оди во неговиот развој оди во добра насока. Оно што истражувачите го утврдиле е дека овие фактори се, како да кажам, се во интеракција. Така да не можеме да кажеме само еден фактор е одговорен за ова што се случува. Немате ли чувство дека си го префрлаат вината едни на други, односно одговорноста едни на други, се оградуваат од... Да, така е. Обштеството вика семејството е виновно, семејството вика по училиштето што прави, зашто не приметило и така натаму. Но ако овие фактори се, да кажеме, ако има 1 до 2 ризични фактори, тогаш детето нормално се развива. Во главном тие не влијаат врз неговото криминално однесување. Но, ако постојат повеќе фактори, 3, 4, 5, имат кумулативен ефект, знаете. Јас ќе ви кажам за, ние зборувам сега за странските истражувања, светски истражувања, меѓутоа и нашиот факултет направи едно истражување 18-та година. 19-та година излеговме со истражувачките резултати.
се вршеше квалитативно истражување, се спроведе едно квалитативно истражување на деца кои што извршиле тешки кривични дела и заради тоа се или во ВП дом или се во малолетнички затвор во Охрид. Правено е квалитативно истражување и отприлика е дојдено до слични резултати. Значи, деца кои што вршат вакви истражувања потекнуваат обично од сиромашни семејства, злоставени се, тоа се овие деца на улица, некои од нив, не сите, кои што нели чии родители се зависници, во затвор и така натаму, и сега сиот тој склоп на фактори доведува до травматизираност на детето, до така наречена токсична травма, која што влијае врз детето и дури се одразува на неговиот мозок, доколку рано е изложено на таа травма. Така да кога зборуваме за вакви кривични дела од насилен карактер, еден познат психијатар светски Гарбарино вели дека за секој насилен малолетник стои нетретирано, травматизирано дете. Насилство раѓа насилство или поттикнува насилство. Насилство имаме во секој, на секој чекор. Ни се нуди на тацна и нами на децата и го гледаат и го слушаат. Го има по социјалните медиуми. Децата едноставно веруваат дека насилството е легитимен начин за решавање на проблемите и конфликтите во секојдневниот живот. Како, професорки, да ги разубедиме во истото? Знаете што? Јас зборував сега за факторите. Еден од значените фактори секако е социјална средина во која живееме. И сега јас ќе зборувам за нашата средина, како што и вие зборувате. Значи, ние аспектите од нашиот општествен контекст не се заштитни фактори за децата, туку се напротив ризични фактори. Рецимо корупција, неказнивост, корумпираност на највисоките државни функционери, неказнивост за тоа, потоа непотизам, партизираност во сите сфери. Која порака им се дава на децата? Дека можам да направам било што, ако сум доволно моќен, ако сум доволно богат, и да поминам неказнето. Тоа е таа порака, затоа што децата учат по модел. Вие, например, ако пушите, им викате на детето немој да пушиш, тоа веројатно истото ќе го прави. Да не зборувам за тоа што се случува, нели, постојано во парламент, како разговараат политичарите меѓу себе и така натаму. Ние постојано сите сме изложени на насилство, а тоа нормално, на вербално во случај. А да не збориме за тоа системско насилство, тоа треба социолозите да го кажат. Така да мислам дека, искрено, иако сум психолог, нели, верувам во индивидуална промена, ако овие општествени фактори кај нас не се сменат и овој проблемите ќе постојат и само ќе се излијат, нели, како што се случи во Србија, и затоа младите, нели, бегаат и си одат бегаат од земјава, да кажем. Ситуацијата во Србија е нешто што крајно не вознемири, нешто од што не можеме да излеземе веќе две недели. Ова го правиме, што го правиме по контекст на зборувањето е веројатно и од страв да не се преслика некаков случај кај нас, иако изолирани случаи на насилство помеѓу младите имаме и ги гледаме и слушаме постојано. Им се посветува ли доволно внимание? Сметате ли дека се работи на превенцијата низ годинива? Па мислам дека малку се работи. Потребно ли беше ова за да можеме да се освестиме? Јас мислам дека прво ние со Србија сме многу географски блиски, а и нели и културолошки, и секако и живеевме во иста држава и така натаму, и нормално е дека тоа многу не погоди и се плашиме да не се прелие кај нас. И мислам дека е крајно време, не е 5 до 12, него 12:05, кога ние мораме нешто да направиме, и тоа гледам дека, нели, сите се вознемирени, изборуваат и така натаму. Она што јас сега, подготвувајќи се за овој разговор, се сетив дека ние исто така правивме едно истражување на Факултет за безбедност, дел од нашите професори. Повторно тоа беше интегративно едно истражување каде што и криминолошки, криминалистички, психолошки аспекти и така натаму се опфатија за безбедноста во училиштата. Ова истражување
se pravеше се спроведе 2011 година и сега ги гледав некои препораки, ништо од тоа не е применето. Иако ние тоа истражување го правевме во скоро сите средни школи, 23 беа фатени во Скопје на 550 ученици. Децата и тогаш се чувствува небезбедно во училиштата. Нивната проценка беше дека се носи оружје, дека социјална клима не е добра во училиштата, значи зборувам за средните училишта, а непосреден повод беше, како што кажавте и кај нас постојат такви случаи, додуше изолирани, кога едниот ученик во едно од средните училишта го уби со нож другото дете. Значи со дозвола на Министерство образование, ние исто така тие резултати им беа достапни, направивме и еден извештај, ја повикавме и стручна и јавност. Меѓутоа, знаете, кај нас е проблем што резултатите од овие истражувања не се применуваат. И што кога нешто се менува, нели некаква стратегија, тогаш се оди на адхок решенија, наместо да се види кои се потребите на учениците, на професорите и така натаму. Сега, нели, рековте вие, виновни се психолозите, педагозите, зошто не приметиле, наставниците, училиштето и така натаму. Но прво би требало тие тимови да се појачаат, да кажеме, да ги има повеќе. Не може еден психолог да работи со 1200 ученици, нели сам. Значи тимови да има и социјални работници, педагози, психолози и така натаму. Криминолози исто така. Ние имаме одлични, нели, излегуваат од нашиот факултет криминолози кои што ги познаваат овие работи, овие прашања и советувалишта, например, ние немаме за млади кои што би биле бесплатни, или при општините, воопшто тој систем на здравствена заштита, на заштитата на ментално здравје во поглед на превенција треба да биде многу поголема. Реалноста е дека младите луѓе многу наивно влегуваат во одредено криминално однесување и едно криминално однесување повлекува друго, па така во недоглед. Има ли државата стратегија и механизми кои ги употребува во однос на ресоциализацијата на младите? Тука го тргаме случајот со Србија настрана. Така е. Има. Да, државата има вакви механизми. Постои закон за малолетничка правда, каде што овие деца кои што вршат кривични дела се третираат како деца под ризик. Спомнавте дека, да кажеме, ова дете под 14 годишна возраст, така да не е кривично одговорно. И кога се работи за вакви нели кривични дела, тешки кривични дела, тогаш имаме нели мерки каде што децата се сместуваат во одредени установи. Сега веќе преориентира, односно установи кои што веќе не функционираат како установи, туку како мали групни домови, што е новина во нашата држава, еве тоа што е позитивно, јас ќе го кажам, каде што овие деца кои што се добиваат третман во една средина која што личи на семејство, нели? Тука се 24/7, меѓутоа со стручни лица и со мал број на деца. Така да на нив им се пружа една палета на услуги, колку е тоа, нели, ефикасно. Ние заедно со Завод за социјални дејности и нашиот факултет сега правиме една анализа на тие состојби. Значи, добиваат и здравствена заштита, ако е потребно, добиваат нели психосоцијален третман, образование и така натаму. Што е со сторителите на вакви убиства кои се малолетници? Споменавте дека кривично нема да биде одговорен, но како во случајов треба да постапи државата? Оправдана стравот на граѓаните од неговото враќање на улица? Па видите, јас не знам сега у Србија дали е истиот систем како и кај нас. Кај нас би се сместило во мал групен дом кој што припаѓа на
ВП дом, на воспитно-поправен дом и би се проценило дали ова дете е опасно за себе си, за другите и би се донела одлука. Но сигурно дека самото враќање би се работило со неговото семејство и така натаму, самото враќање на семејство сега на дете кој што извршило вакво едно дело, веројатно не би било ни можно. Имам уште многу прашања, но само уште едно за крајот на овој разговор. Ова е тема на која што многу ќе се зборува секако и во периодот кој што следува. Какви реформи ни се неопходни во моментов, во образовниот систем, во општественото живење? Треба ли повеќе внимание да се посветува на психолошкото здравје на нашите млади сега веднаш? Апсолутно. Менталното здравје е многу значајно за добросостојбата на сите нас. Тоа е дел од физичкото и ментално здравје се подеднакво важни, влијат еден врз друг, особено за младите лица, кои што се најранлива категорија, кои што се во развој и на кои што треба да им се пружи многу внимание. Сета ова, да кажеме, но, она што е проблем кај нас, тоа е дека нас ваквите ситуации придонесуваат за разговори за адхок решенија, ќе правиме ова, ќе правиме она, ќе се стиша ова, ништо нема да биде, ќе помине. Или, например, имаме некој проект, тогаш ќе работиме, после поминува, завршува проектот, завршува и активноста. Значи, кај нас е неопходен системски пристап кон сите овие работи, не дека не се работи воопшто, имаме и капацитети за тоа, меѓутоа, ова сакам само да го кажам како еден позитивен пример. Јас сметам дека на проблем на менталното здравје треба да се учи и во училиштата. Значи, ние децата во училиштата треба да ги учиме како да ги регулираат нивните емоции, да ги учиме на емпатија, на емоционална интелигенција, на социјалните вештини. И тоа треба да се прави во текот на наставата. Не да биде нешто што не е битно. Имаме еден позитивен пример кај нас во Македонија, каде што една наша колешка психолог, и тоа Даниела Мијалковска, во едно мало место, во едно село во училиште во село Лозово, со Еразмус проект подготвила еден прирачник за емоционална писменост, кој што ги подготвила нејзините колеги наставници, кој што во 4-то и 5-то оделение се предава. Може да се најде на веб страна на Биро за образование. Тоа е еден позитивен пример како би требало системски, а веќе е влезено ова во систем, значи да се прифати и да влезе како предмет. Оно што мене ми се допадна, не знам колку успеавте да видите, позитивен пример и на социјалните мрежи. Многу ваши колеги психолози организираат и бесплатни работилници во училиштата за булинг и меѓуврсничко насилство. Тоа би требало овие денови. Да, видите, тоа би требало да биде една постојана активност на психолозите во училиштата. Пак се среќаваме со адхок активности, иако тие се многу битни. Превентивните активности кои што ова што кажав за развивање на емоционална интелигенција се многу значајни и затоа велам дека треба да влезат како предмет, за да се учат подеднакво, тоа е подеднакво важно како и географија и математика, затоа што ги подготвува децата за реален живот. Тоа на крај ќе им остане и тоа е она што е многу важно. Тоа е еден од начините за долгорочно решавање на проблемот. Така е. Благодарам многу за гостувањето во утринската програма. Благодарам на поканата.